Тоа што гласаме на избори никогаш не е доволно. Демократијата од нас бара ние будно да ги следиме политиките и настаните кои нас не засегаат. Но како? Преку активно граѓанство. Следењето на секојдневните промени е првиот чекор. Ние мораме да знаеме што се случува околу нас, за да можеме да реагираме ако нешто оди во погрешната насока. Откако сме согледале некој проблем, можеме да реагираме писмено преку имејлови, жалби и писма, или усно преку средби и настани со нашите политички представници. Ако сакаме да алармираме за проблемот, можеме преку медиумите или пак да создадеме петиција и да собереме потписи. Но, кога сето ова нема да работи и нашите политички представници ќе останат без слух за нашите потреби и нашите проблеми, тогаш е време за јавна акција. Протестите се една од највидливите алатки во активизмот, особено затоа што се толку масови. Неверојатно е колкава креативност може да излезе на површина кога навистина веруваме во промената. Еве неколку конкретни методи на ненасилна јавна акција со кои несомнено ќе привлечете внимание и ќе извршите политички притисок врз надлежните институции. Така наречените sit-in протести или седечки протести се едни од методите на ненасилната јавна акција. Идејата е ние ќе седиме и ќе чекаме се додека не ја добиеме промената за која се залагаме. Демонстрантите, седејќи, го окупираат просторот на релевантната институција или пак некоја улица, на мирен, но мојкен начин. Така наречениот die-in протест или протест кој симулира смрт е една од најмоќните алатки, особено кај пораки кои инволвираат губење на животи. Кај нас, овој вид протест се употреби кај протестите за чист воздух. Идејата беше да се потенцира огромната смртна стапка дури над 3000 случаи годишно, како резултат на загадувањето на воздухот. Парадите и маршовите се едни од највидливите алатки на ненасилната јавна акција. Можете да парадирате со било што, се додека тоа придонесува кон праќањето на пораката која сакате да испратите. Еден одличен пример во Македонија е класичната акција на точак, каде стотина демонстранти се качуваат на своите точаци и блокираат улици во Скопје. Граѓаните учествуваат преку активност, се забавуваат и се чувствуваат директно вклучени. Кај парадите и маршовите може да има и перформанси, како тропање на тапани или пеење, се додека тоа контрибуира кон символиката на акцијата. Ова се само неколку од методите на ненасилната јавна акција. Има и многу други, а колку повпечатлива е акцијата, толку поголеми се шансите таа да е успешна. На крајот, сакаме да ве прашаме да размислите и да се вклучите во некој следен протест и вие да се борите за правата на вашата заедница.